Поштована колешка Николова, јас само кратко ќе реплицирам по однос на овие измени. Точно е, она што спомнавте пред само 4 месеци, дека овој закон беше изгласен, но исто така е точно дека ние сме пратеници кои што треба да имаат слух и за одредени реакции од страна на граѓаните, особено кога станува збор за родители на деца кои што се во образовна возраст, во основно или во средно образование, на кои што овие, би рекол, законски норми најмногу се однесуваат. Сметам дека не е точно да се девалвира терминот еднаквост помеѓу мажите и жените со негово изедначување со терминот родова еднаквост, бидејќи кога збориме за родова еднаквост, сметам дека тоа е повеќе термин кој што има идеолошка компонента, додека терминот еднаквост помеѓу мажите и жените е еден уставно прифатен принцип и кај нас и во многу други општества, и сметам дека истиот треба да се поттикнува и да се промовира. Навистина не знам како може некој да верува дека она што се однесува на нашите биолошки и физиолошки карактеристики, кои не прават да сме маж или жена, може да подразбираат знак на еднаквост. Секако, ова може да има оправдување, само доколку предлагачите со тоа сакаат да дадат поддршка на трансродовите и транссексуалните лица и трансродовите политики, кои подразбираат и транзитирање од еден во друг пол, па во таа смисла сметаат на еднаквост. Она што го спомнавте за можна дискриминација, јас би навел само еден пример за што јас сметам дека може да биде дискриминација и особено што може да биде дискриминација кон понежниот пол, кон жените или девојчињата во основно или средно образование. Ако еден гимназијалец во втора година се определува како маж и игра одбојка, а потоа во трета година под нечија, да кажеме, сугестија, најчесто тоа го прави една невладина организација на една поранешна владина министерка, го смени своето мислење и каже дека се чувствува како жена, и јас би го сметал тоа за дискриминација ако таквиот гимназијалец утре треба да игра одбојка или да биде во соблекувалните заедно со оние кои што навистина се жени и се занимаваат со тој спорт, и на тој начин да ги дискриминира и физички и по тоа што може да го постигне или да го направи, но да ги вознемирува и на друг начин, бидејќи реално не припаѓа во нивната категорија. И затоа сметам дека еднаквоста помеѓу мажите и жените треба да ја разликуваме многу прецизно и добронамерно од терминот родов идентитет, кој што има сосем друга конотација. Немам ништо против, нека си проложи невладината организација Хера, нека си прави своји проекти, можеби за тоа имаат и одредени финанси или донации или експертиза, но сепак мнозинството родители и ученици во Македонија очекуваат ние како пратеници да ја штитиме еднаквоста помеѓу мажите и жените без било каква манипулација. Благодарам. A few moments later. Најпрво морам да ви кажам дека невладината која што ја посочивте, Хера, организира активности за пратеници, на кои што активности присуствуваат и пратеници од вашата пратеничка група. И навистина е некоректно вака јавна одговорница да ја критикувате, а при тоа да учествувате во активностите на истата.